Почнуваме со вестите. На Штипскиот правен факултет денеска беше одбележана 25 годишнината од создавањето на Уставот на Република Македонија. Уставот на Република Македонија беше цврст се до моментот кога почна неговото моделирање по Охридскиот рамковен договор. Измени претрпи под влијание на Грција за знамето и за македонското малцинство. Оценката на познатиот универзитетски професор кој учествуваше во процесот на создавањето на Уставот, Владо Поповски, е дека Уставот не создава проблеми за развојот на државата. Заклучокот ми е, Уставот е 25 години и ниеден устав на Македонија, било да се вика Народна република Македонија, било да се вика Социјалистичка република Македонија, не траел толку долго. И Уставот на Република Македонија не е пречка за било кој правец од општественичниот, било за стопанскиот систем, било за правосудниот и слично. Проблемите треба да ги бараме во режимот на владењето или во праксата на односот на институциите кон уставните па и законските норми. Според експертите во нашава земја лесно се декларира, но тешко почитуваме и остваруваме. Универзитетскиот професор Светомир Шкарич на денешната трибина по повод 25 години од донесувањето на Уставот забележа дека уставотворецот заборавил во 1991 година да го гарантира правото на граѓанинот на употреба на својот јазик пред суд и пред државните органи, кој е стандард во секоја држава. Според Шкарич, политичките лидери можат да бараат измени на Уставот, но телата, односно собранието, е тоа кој што треба да процени дали се потребни измени. Кај нас тие желби можат полесно да се остваруваат, бидејќи во Македонија никој не го следи остварувањето на Уставот во практиката. Ние сме ретка земја во Европа која не води грижа за својот Устав. И ретка земја во Европа која бега од струката и од науката. А без наука, без стручна обсервација на Уставот не може да се дојде до прецизни и јасни норми. Правото е јасно и применливо денес и овде. Ако не е јасно, тогаш што е политика. И затоа е примамлив Уставот за политичарите. Уставот е дело на народот и во него треба да учествуваат голем број на стручњаци од сите области, смета научната фела, а на оние кои што ги прават измените, треба раката да им трепери. Во рамките на денешната трибина на Правниот факултет на Штипскиот универзитет беше промовирана и книгата Создавање на независна Македонија, внатрешни состојби и надворешна политика од професорите Дејан Маролов и Оливер Митев. Промотор на книгата беше професорот Страшко Стојановски од Штипскиот правен факултет. За студентите индексот е единствената виза за полесно да се побегне во странство. За жал тие што остануваат во државата тешко се вработуваат, а уште потешко можат да го работат тоа што го завршиле. Денес е 17 ноември, Светскиот ден на студентите. Студентските организации кои ги има во сите универзитети треба повеќе да се залагаат за своите членови, односно за студентите. Тие постојат, но за жал не го оправдуваат своето постоење. Ова е ставот на дел од студентите. Студентите се иднината на една држава и затоа треба да имат подобри услови за студирање, студентски домови, бесплатен превоз. Ова е само дел од барањето кој денес ги упатија студентите. Самата држава треба да се погрижи за самите студентски домови пред реновирање на веќе постоечките и изградба на нови студентски домови, да се погрижи за условите не само за студентски домови, него и за останалите услови кои што студентите живеат во Република Македонија, во самото студирање на студентите, потоа да се погрижи и за превозот. Самите студенти се снабдуваат сами со превоз. Размислувањето е поделено. Некои од студентите со сосема спротивно мислење. Студентските организации функционираат одлично, а студентите ги уживаат сите права. Во денешно време и се овозможени нивните права. Мислам дека тие ги имаат сите потребни услови за да може да постигнат некаков успех, за да може да се надоградат, да се усовршат и да станат еден ден тоа што имаат замислено и поставено цел да ја исполнат. Најголем дел од студентите излезот го гледаат во странство. Индексот им е единствената виза која ќе им помогне полесно да избегаат во Америка или во некоја од европските држави. Речи си секој втор студент на медицинските факултети паралелно учи и германски јазик. За жал, тие што остануваат во државата
тешко се вработуваат, а уште потешко можат да го работат она што го завршиле. Два карамбола во Штип, оштетени 7 автомобили во двата оделни верижни судири, еден во центарот на градот, другиот на влезот на населбата Баби. 20-годишен штипенец ноќеска со возилото Голф удрил во 4 паркирани автомобили на улицата Кирил и Методи во центарот на Штип. Повредени нема, а предизвикана е материјална штета. Несреќата се случила околу 2 часот по полноќ, кога возачот изгубил контрола над воланот и удрил во едно од паркираните возила. Од силниот удар, едно од возилата завршило пред влезот на зградата покрај улицата. Возачот што ја предизвика несреќата превезувал тројца тинејџери. Напиени. Сигурно возачот над 50 години нема тоа да го направи. Младите, кафичи, троги и не размислува се. Старите возачи друго јаче полагаа, вие сега знаеш кој се полага. Ето тоа е сега. Инаку безбедна ли е оваа улица за сообраќај? Има ли фреквенција на многу возила? Фреквента е, има. За тука возило има, би требало едносмерно. Брзо ли се вози? Брзо вози. Ја што гледам, ич, 5 пари не дават. Штипјани вела дека оваа улица е фреквентна, но и дека брзо се вози по неа. Безбедноста е била загрозена, затоа бараат возачите да внимаваат кога возат во градот. Многу брзо возат. Тоа не е нормално, јас не знам какво е ова возење. Некако да возат во град, како да возат и на автопат дури не смеат толку брзо да возат. Не се безбедни улиците, мислам, улиците, возачите треба да внимават. Ако е возач, сега што ти смета улицата, ако возиш со 40, не? Или со 50 во градо. Ама ако во градо возиш со 120, 160, па да ви кажам, летат таму кај нас. Не се чувствувате безбедни на улица воопшто? На улица не, па никој, јас мислам дека никој не се чувствува на улица безбеден. Улиците се добри, возачите се лоши. Еве, видете ги како возат. Како може да возите вие во сред улица, во сред град да возите 100-120? Не ми е јасно. Втората сообраќајна несреќа во која верижно се судриле 3 возила се случила на улицата Партизанска на влезот во населбата Баби. Возачот на пасатот се постурил да се вклучи на главниот пат кога бил ударен од второто, а потоа и од третото возило. Со лесни повреди се здобил сопатникот во аудито и возачот на ланчијата, 32 годишна жена, која по укажаната лекарска помош е пуштена дома. Полицијата извршила увид на местото на двете несреќи. Се утврдуваат причините, а се чекаат и резултатите од анализите, од земаните примероци од крв од учесниците во сообраќајните несреќи. Алармантна е состојбата со недостиг на работна сила во земјава, е оценка на членките на Организацијата на работодавачи и на текстилниот кластер кој денеска во Штип има заеднички деловен појадок. Бараат веднаш да се помогне на реалниот сектор преку мерки и законски измени. Алармантна е состојбата со недостаток на работна сила во текстилниот и кожарскиот сектор, градежништвото, земјоделството, производството на мебел и угостителството, е оценката на членките на текстилниот кластер и на Организацијата на работодавачи. Сметаат дека напливот на високообразовен кадар од 800 магистри и 89 доктори на науки поради намалените критериуми за уписи на факултетите, миграциите, но и слободните индустријски зони се основните причини што македонските компании се соочуваат со недостаток на кадар во реалниот сектор. Предлозите се во насока на добивање на субвенции, но и законски измени. За овој проблем мислам дека покрај измената на законот за високо и средно стручно образование, тие се системски закони кои треба да се сменат, треба да имаме одредени измени околу слободните технолошки индустријски развојни зони, бидејќи тие ни вршат еден вид нелојална конкуренција на нас, државата ги субвенционира, за разлика од тоа ние губиме обучени работници во кои сме улагале со години. Оценка на македонската бизнис заедница е дека е потребна помош од државата за да обстојат фабриките. Порачаа дека ако треба и тие самите ќе ги напишат измените на законите. Во текстилниот и кожарскиот сектор во моментов просечната плата е 13.000 денари, а возраста на работниците е над 45 години. Меѓутоа, од друга страна, има еден проблем кај што навистина и стандардот и примањата воопшто во индустриите во Македонија е многу низок.
Значи, тоа е еден комплексен проблем за да се реши и поголеми плати да можат да се заработуваат. Значи, јас сега во последно време, вака размислувајќи, ние прашуваме колку примате и колку ви даваат и колку примате плата. Значи, ние треба да направиме еден амбиент каде што ќе може да се заработи добра плата. Бизнис заедницата смета дека во текстилниот и кожарскиот сектор, кој вработува над 36.000 работници, треба подитно да ги обноват машините, а за реформи и помош во овие сектори се изгубени 10 години. Во Штип над 10 семејства одбиваат нивните деца да бидат имунизирани. Експертите тврдат дека антивакциналната кампања е причина за појава на болести, кои долги години кај нас се сметале за искоренети. Уште еден случај на магарешка кашлица. Овој пат болеста е диагностицирана кај 14 годишно момче од Скопје. По 3-месечното бебе од Штип, ова е трет случај на пациент заболен од ова инфективно заболување. Епидемиолозите апелираат родителите да имаат поголема доверба кон здравствениот систем, посебно во делот на имунизацијата. Неоправдано е тоа што родителите не ги вакцинираат децата. Неоправдано и прават зло на целото човештво. Вакцините се покажа дека се потребни, затоа што за многу заболувања се намали нивното појавување. Некои се и потполно искоренети. Например, ние дифтерија немаме со десетици години. Меѓутоа, дифтерија има во некои од источно европските земји, што значи дека во некоја дадена ситуација може да ни дојде. Антивакциналната кампања е причина за појава на болести, кои долги години кај нас се сметале за искоренети. За среќа во градот Подисарот, покрај магарешка кашлица, појава на други инфективни заболувања кои претходно били искоренети, засега нема. Кај нас барем во Штип такви нема, освен овие две случаи. За лишманијазата нема вакцина, меѓутоа има други мерки превентивни со тоа што ќе се врши дезинсекција на мушичките кои пренесуваат тоа заболување, потоа да се прибират кучињата кои се болни од лишманијаза да се лекуваат. Вакцинацијата во Македонија е задолжителна. Доколку родителите не сакаат нивните деца да бидат вакцинирани, мора да потпишат писмена изјава, а истите ќе платат и глоба во висина од 300 евра. А истовремено во многодетните семејства се губи додатокот за трето дете. Во Штип над 10 семејства одбиваат нивните деца да бидат вакцинирани. Зголемен е интересот кај граѓаните за патување во странство. Туристичките агенции најмногу продаваат викенд аранжмани во спа центрите и атрактивните зимски одморалишта. И во овој период од годината, туроператорите со интересни аранжмани за патување. Викенд турите претежно граѓаните ги одбираат за зимските рекреативни центри во соседните земји, но интерес има и за празнично патување во декември. Претежно интересот за патувањата за 8 декември се за зимско-рекреативните центри близу Македонија, кој што е Банско и Боровец. Има нешто интерес малку и во Србија за Копоник, но незначителен е тој интерес. Викенд аранжманите веќе години наназад се едни од најактуелните аранжмани, затоа што луѓето го искористуваат викендот и малку е променете начинот на живење на граѓаните, така да викенд турите ги почесто и почесто користат. Инаку по повод 8 декември ќе имаме програми кои што ќе се реализираат за Прага и за Будимпешта и Париз со авионската програма за Париз. Секако, туристичките работници веќе ги подготвуваат и новогодишните аранжмани за кои интерес Штипјани покажуваат постојано. Ќе се реализираат повеќе аранжмани, тука ќе биде сигурна реализацијата програмот за Виена, потоа исто Будимпешта и Прага ќе се реализираат програмите, ќе се реализира програмата за Венеција, Верона и Фиренца и програмата за Чинкветере. Интересни се патувањата за млади, а најпримамливи се аранжманите Софија, Белград и Будва.
Јавниот повик од ИПАР 2 ќе се објави по нова година. Голем интерес за повратни средства се очекува од секторите на преработувачката индустрија. Со поддршка на новите сектори за повратни средства, сега ќе може да конкурираат источните млинови и капацитетите од мелничко-пекарската индустрија. Најмалку 4 капацитети од преработувачката индустрија во Штипско се корисници на повратни средства од ИПАР фондовите. Штипска фруктана, фабриката за преработка на вишни, е една од нив. Последната инвестиција во нова технологија и опрема ја реализираше летото, а веќе е во план четвртата поред. Новиот проект треба да ја улесни бербата на вишни и реши проблемот со наоѓање на сезонски работници. Мораме да се припремиме за тој проблем. Ние веќе сериозно размислуваме да се модернизираме во областа на бербата, пред се на вишните. За таа цел веќе од наредниот оглас, јавен повик на ИПАРТ, кој го очекуваме да се случи на есен, планираме да аплицираме за набавка на 2 комбајни модерни за берба на виштови насади. ИПАРТ програмата и досега ги поддржуваше мерките за нови инвестиции во преработувачката индустрија. Поддршката не изостана и за лозарово штарството, преработката и пласманот на производите од млеко и месо. Новина во ИПАР 2 е што се поддржуваат и нови сектори. Влегува секторот житарки и производството на фуражни индустријски култури. Од тука се очекува и поголем интерес за средства од оваа програма, посебно во преработувачката индустрија. До сега најголем интерес земјоделците од истокот пројавија за набавка на нова земјоделска механизација. Со новите мерки земјоделците и правните субјекти ќе може да конкурираат за набавка и на комбајни, за изградба на силоси, како и за инвестиции за производство на сточна храна. За повратни средства може да аплицираат и сопствениците на капацитетите од пекарско-милничарската индустрија. Јавниот повик од ИПАР 2 програмата ќе се објави на почетокот на наредната година. Во Скопје се одржа национална конференција за јавните комунални предпријатија, на која се бараат решенија за проблемите поврзани со застарената водоводна и канализациона инфраструктура. За Ирис телевизија нашиот Трајан Ристовски. Јавните комунални предпријатија во Македонија се соочуваат со неколку предизвици кои би можеле да се сублимираат во 3 групи. Предизвици кои се однесуваат на институционално и организацијско работење, взаемната корелација со нивните основачи, односно општините, и обезбедување на финансиски извори за рехабилитација на застарената инфраструктура. За нивно надминување приоритетни се 3 сегменти: инвентаризација на средствата или подземен катастар, што ќе даде одговор на прашањето со што се располага, менување на пристапот кон крајните корисници и утврдување на количеството на вода која влегува и излегува од системот. Значи, области кои што кои ќе гледате и ги ставите на приоритетната листа и ги фокусирате средствата во оваа насока, сигурно и резултатите ќе бидат значајни после нивната реализација. Со новиот закон за утврдување на цената на водата преку регулаторно тело, бизнис планирањето испливува на површина како нужна потреба за менаџирање на предпријатијата и ја доведува во тесна врска со работката со локалните самоуправи. Годишните програми ги работиме заедно, но ова е нешто повеќе, ова е стратегија подолгорочна и за оваа стратегија веќе се приготвуваме, собираме со потребни податоци, материјали. Македонија е во самиот зародиш кога станува збор за искористување на средствата од европските донаторски фондови. Нема многу средства влезено директно во јавните предпријатија, се користат некои грантови на поотделни полиња, меѓутоа тоа е сепаратно, дел од дел зависи кој како се снаша. Општините се тие кои ги планираат капиталните инвестиции во комуналната сфера, што значи дека кон аплицирање треба да се пристапи со обединети ресурси. Затоа и 30 начелни луѓе од локалните самоуправи и општините се состанаа на дводневен состанок во Скопје, за да ги усогласат своите дејствија во правец на идентификување, изработка, апликација и конечна реализација на големите инфраструктурни проекти. Мислам дека ќе излеземе со подобри сознанија и поквалитетни сознанија за нова организациона структурна поставеност на јавното комунално предпријатие и односно на општината према тоа предпријатие на едно повисоко ниво да биде издигнато во смисла на комуникација и координација. Главен предуслов за ефикасно и ефективно работење е континуирано инвестирање во подигање на човечките капацитети во двете најзначени локални институции. Од Националната конференција за Македонија, од Зелстренинг центарот во Скопје, за Ирис телевизија, Трајан Ристовски.
Кон почитувањето на законот за јавна чистота, повеќето граѓани продолжуваат да се однесуваат индиферентно. Комуналните редари и инспектори на терен ја контролираат состојбата со неправилното одложување на отпадот. Купчиња од смет пред влезовите на згради, вреки со отпад и шут, како и предмети од домакинството на јавни површини. Ова се неретки појави кои говорат дека пред почитувањето на законот за јавна чистота граѓаните затвараат очи. Комуналните инспектори и редари на терен ја контролираат состојбата. Во повеќе наврати упатуваме апел до сите граѓани да пазат дека го фрлат својот отпад и своето ѓубре. Посебно, предметите од своите домови да не ги ставаат на јавни површини. Во паркови, на тротоари, на самите улици, бидејќи исто така и пред згради, бидејќи е казниво по законот за јавна чистота. Доколку и покрај нашите апели, граѓаните го одлагаат отпадот на јавни површини и го фрлаат, доколку бидат фатени на лице место, ќе бидат казните по законот за јавна чистота. Казните, знаете, се движат од 50 до 200 евро во денаска противвредност. Градежниот шут задолжително треба да завршува на старата депонија. Истиот да не се само формално отстранува. Градежниот шут, граѓаните се обврзани да го одлагаат, да го фрлаат на старата депонија Крстот. Истите сакаме да ги потсетиме дека да ги фрлаат на самата депонија и тоа уредно да ги фрлаат, а не само пред самата депонија или на самиот пат да отвараат дополнителна работа и на јавното предпријатие и на општина Штип, а исто така да представува и дополнителен трошок за самата општина. Везенков и со подсетување до граѓаните кои градат и реновираат имаат потреба да одложуваат градежен шут и отпад пред нивните дворови, домови и на јавни површини. За овие активности треба да добијат дозвола од комуналната инспекција, која ќе одреди колку временски период градежниот шут и отпадот може да биде на јавна површина. Жедните и жилни за фудбал, штипјани по 2 години пауза се враќаат на трибините на градскиот стадион во Штип. Фудбалската федерација на Македонија и СВР Штип дадоа согласност над преварот Брегалница Победа во недела да се одигра во Штип. Конецот 2-годишниот фудбалски пост завршува во Штип. Раководството на фудбалски клуб Брегалница и локалната самоуправа на град Штип заселено работа за оспособување на градскиот стадион и средување на сите детали поврзани со организирање на еден правенствен надпревар. Покрај сите работи кои што Фудбалската федерација на Македонија ги направи, односно фудбалскиот терен кој што е веќе комплетно завршен и осветлувањето со рефлекторите, наша обврска беше на локална самоуправа на општина Штип, градоначалникот со јавното предпријатие ИСАР, додатните работи кои што треба во овој момент да ги одиграме до крајот на селскиот дел беа проширување на детската патека, кој што веќе е во завршна фаза и кабините кои што беа дотерани во таа фаза кој што треба да бидат. До денес веќе се е завршено и околу градата кој што беше моментално разрушена бидејќи имаше градежни активности во неа. Во тој дел, Брегалница со новиот председател Ангел Бојаджиев и во секој случај со аманет на градоначалникот на општина Штип Илче Закариев, сите работи и активности до утре, тоест петок, ќе бидат завршени, така да во овој есенски дел на надпреварите Брегалница овие 3 надпревари ќе ги игра на овој наш терен во Штип после година и пол каде што бевме као гости на стадионот во Кочани. Сите работни активности и апел кажувам дека во недела ќе биде влезот бесплатен со Победа, еден голем ривал во Македонската фудбалска лига, да дојдат да ја бъдат Брегалница. Кои се сега димензиите на стадионот, на теренот? Па вака стандардните димензии што се на еден фудбалски терен према правилата на ФИФА и УЕФА, тука веќе нашиот стадион ги има 110 на 68. Тоа е една максимална димензија која што ги бара тие димензии да учествува во евро на преварите.
Рековте дека во недела се подбил тој фудбалски надпревар, дали е се по правилата и прописите, односно дали надпреварот е пријавен во СВР Штип? Така, надпреварот е пријавен во органите на МВР, територијална противпожарна заштита и медицински центар. Значи сите работни активности се завршени. Надпреварот Брегалница победа во рамките од 15-тото провалигаше коло ќе се одигра во недела на градскиот стадион во Штип со почеток во 13 часот. Воедно од раководството на Брегалница и надлежните структури за реконструкцијата на градскиот стадион даваат цврста гаранција дека и покрај сегашното скратување на атлетската патека, таа ќе остане и понатаму. Наскоро патеката ќе се реновира, односно потполно ќе се изравни со фудбалскиот терен, но со 4 или со 5 стази на истата. Како и да е, страста на атлетичарите ќе се запази и тие ќе можат да продолжат со своите активности. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис МК. Пријатно!